Остави впечаток ова цела приказна дека сите овие фирми кои што се вклучени на купување на јаглено за РЕК Битола и за Осломеј, повеќе за РЕК Битола, за термоцентралата, се фирми кои што се влезени во трговија со јаглен, тие, значи, нашите државни фирми РЕК Битола, Осломеј ги набавуваат, тие купуваат, ни продаваат, се формирани за време на огласо, пред огласо, недела, 2-3, или после огласо. Значи, се постава оглас, пријавете се фирми, толку и толку, ни треба толку јаглен за РЕК Битола, пример. И замисли, тие се, повеќето од нив и газдите што се на фирмите, тие појма немаат, никогаш не се занимавале со трговија на јаглен. Ретко има некоја фирма кој што е подолго, како што беше случајот со Панче, министерот за внатрешни работи, 3.800.000 евра за фирма кој што е формирана сега, да не речам вчера, значи пред месец дена или 2 недели пред тендерот оди, добиваат битолска фирма која што дизајнира и не знам која некоја друга фирма што дава работени ќе ги шиелав овие униформи за полицијата, добива 3.800.000 евра тендер. Значи све ова направено овие фирми за да влезат, за да можат да го добијат тендерот и за да можат после тие пари од тендерот да се делат 10, 15,